Одлични билатерални односи немаат лимит. И Македонија и Црна Гора споделуваат исти вредности, имаат иста визија и за себе и за регионот. Ова е само една од пораките кои што ги испратија шефовите на македонската и црногорската дипломатија посредбата во македонското МНР. Според нив двете земји имаат иста определба за заедничка европска и евроатлантска иднина. Му честитав на Срđan за приемот на Црна Гора во Алијансата. Како 29-та членка се надеваме и ќе правиме се што можеме Македонија да биде 30-та земја членка на НАТО. Како што наложува стариот наш обичај, добри пријатели на подадена рака возвраќаат рака во името на нашите заеднички EU перспективи, како и за перспективите на другите земји од регионот. Во оваа смисла му се заблагодарив на доктор Дармановиќ за подадената рака и поддршка во техничко-оперативните и методолошки аспекти на водење на процесот на EU приклучување, во кој Црна Гора е во напредна фаза. Во оваа насока Димитров посочи дека Македонија ќе направи се што може за да го фати возот и заедно со Црна Гора и Србија да стане членка на Европската Унија и преку надминувањето на заостанувањето во однос на реформите да ја убеди Европската комисија во тоа. За Дармановиќ односите помеѓу двете земји се содржајни, квалитетни, неоптоварени со отворени прашања, пример за одлична билатерална соработка во регионот. Во однос на евроинтеграциите пак тој посочи дека Црна Гора се залага сите земји да одат побрзо кон EU и НАТО интеграциите и секоја да биде оценувана според своите постигнувања. Со оглед дека Црна Гора исто така е голем заговорник на принципот на регата во интеграција во Европска Унија, токму она што Никола го нарече реформски надпревар, Црна Гора сака секоја земја да биде оценувана според резултатите што ќе ги постигне и мислиме дека тој принцип е одличен за секоја земја кандидат, за секоја земја која има европски амбиции и со самото тоа тој принцип може да биде многу корисен и за Македонија, доколку реформите се одвиваат добро, зошто Македонија да не влезе во кругот на овие земји кои ги спомнувавме. Меѓу другото, Димитров појасни дека пополнувањето на дипломатската мрежа е приоритет на Министерството за надворешни работи. При тоа ќе се оди на зголемување на процентот на дипломати. Димитров зборуваше и за тоа дека Македонија е подготвена да разгледа предлог за формирање комитет за ревизија на учебниците по историја меѓу Македонија и Грција, доколку е на паритетна основа.